Благодарам, председателе. Апсолутно не сум задоволен од одговорот и само да ве потсетам уште еднаш дека јас пред 2-3 месеци кога се обидов да поставам прашање на премиерот, а не го најавив тоа, тука настана општ хаос и не ми дозволивте тоа да го направам. Сега во овој момент јас поставувам прашање до заменик министерот за енергетика, се јавува премиерот кој што има личен интерес, за профит во својот джеб, кој што сите пари, сето свое богатство на милиони го има направено токму во енергетскиот сектор, се јавува он да го одговори прашањето кое што го поставувам, зошто и кој ја носи одговорноста за високата цена на електричната енергија и за хаосот во енергетскиот систем. Една работа тука не ми е јасна. Како министерот, заменик министерот, господинот Лабудовиќ, тука дозволува да биде понижен на ваков начин, да не му дадат да одговори на поставено прашање. А тука е доведен да ја замени министерката, која што не се појавува на пратенички прашања, упорно го праќа заменикот и заменикот, председателот на владата, не му дава да се изјасни. Знаете и што е поентата? Зошто, например, он треба да се изјасни, иако, да кажеме дека порелевантен е премиерот? Затоа што ние, овој министер, го бираме тука во собранието и јавноста треба да види кого тоа собранието избрала за заменик министер во еден така сензитивен сектор, енергетиката. Зошто? Заради тоа што лошото работење во енергетиката директно влијае врз джебот на граѓаните. А вие, господине министре, да сум на ваше место, уште утре ќе си дадам оставка од оваа влада затоа што ве третираат како безгласна буква. Срамота. Инаку, се разбира дека на ова ќе се јави човекот да одговори кој што од продажба на електрична енергија заработи сати во вредност од милиони евра. Се разбира дека нема да одговори господинот Лабудовиќ, кој што нема никаква енергетска компанија, кој што исто и него го боли високата цена на електрична енергија, како и сите нас, но оној кој што профитира од високата цена на електричната енергија е токму премиерот на Република Македонија. И за тоа се јавува во име на министерот да ги одговори прашањата. Благодарам.